Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Разговараме со председателот на владата Христијан Мицкоски. Господине Мицкоски, председателката на Европската комисија фон дер Лајен јасно кажа дека еден чекор до почеток на преговорите по поглавја е усвојување на уставните измени. Дали тоа значи не за вашиот предлог уставни измени со одложено дејство? Па мислам дека имаше такво прашање на пресконференцијата која што беше одржана вчера. Да, но не одговоривте конкретно и ве прашувам повторно. Па има некакви причини зашто е тоа така и мислам дека треба да му дадеме време на времето. Кои ќе бидат вашите следни чекори? Па најпрво да го исцрпиме овој чекор, па да зборуваме за следните чекори. На кој чекор мислите? По овој кој што сега го чекориме. За уставни измени со одложено дејство? Па да, нешто слично. Веќе има во Европската комисија, значи друг одговор добивте дека има расположение и за такво нешто? Па да му дадеме време на времето. Тоа го врзувате со изборите во Бугарија? Тие ќе се одржат во недела? Не, тоа Или веќе не? Тоа си е внатрешна работа во Бугарија. Нашата позиција е јасна. Дека нема политика на двојни стандарди, дека водиме принципиална политика, политика која што има интерес да ги заштити интересите на македонските граѓани и од таа траекторија ние не отстапуваме додека сум јас премиер на македонската влада. Во Бугарија прилично постои консензус околу Северна Македонија, тоа го покажа и декларацијата што ја донесоа точно пред еден месец, на 26 октомври. Така да кој таму да биде на власт, очигледно таму ставовите не се менуваат. Па видете, мислам дека ништо не е вечно. И дека ако има волја, има и начин. Јас сум убеден дека диктатот не е решение, дека ултиматумот не е решение, дека потребно е да се разговара, се до оној момент додека не се изнајде решение во кое што често пати соговорниците викаат ќе биде вин-вин, да победат и двете страни. Јас имам па спротивно мислење да биде лус-лус и двете страни по нешто да изгубат. Не е добро ако едната страна губи се, а другата добива. Тоа не е компромис. Впрочем, таков беше и така наречениот француски предлог. Ние бараме Европската Унија да ги почитува своите принципи и своите вредности. Толку. Не бараме повеќе. Не бараме попусти, не бараме ништо кое што е поврзано со нас како земја, со нас како граѓани на оваа земја. Едноставно бараме да бидат почитувани само европските вредности и принципи. Толку. Значи, очекувате одговор од Европската комисија, но што и да се реши, ќе треба поддршка и од Бугарија. Јас сум подготвен со секого да разговарам. Јас сум подготвен да седнам буквално со секој еден кој што има честна намера, добра намера да најдеме решение за овој проблем, бидејќи наша цел е да бидеме дел од европското семејство. Иако, убеден сум дека тоа го заслуживме многу порано, дури и пред некои други земји членки на Европската Унија. За жал, поради неправдата која што е нанесена на македонските граѓани и на нас како држава, ние денеска се уште не можеме ниту преговори да почнеме. Ова не е трка во која што вие треба само да учествувате. Ние сме сега дојдени во ситуација кога ќе ја почнеме трката. Треба јасно да знаеме дека ќе ја завршиме таа трка. А не дека на некој од следните пречки повторно ќе се сопнеме и повторно ќе требаат децении, понижувања и така натаму и така натаму. Јас не сум таков соговорник. Јас сум соговорник кој што да е подготвен на компромис, но доколку тој компромис значи испорака, односно крај. Во нашиот случај крајот ќе подразбира полноправно членство во рамките на Европската Унија. Колку Македонија е подалеку од Европската Унија, се отвара простор за други влијанија. Имаме пораст на евроскептицизмот. Колкаво е руското влијание и улога во тоа и руското влијание во политичките случувања во земјава? Па не би рекол дека имаме ние руско влијание овде.
Мислам дека историски, ако гледаме наназад и ако ги анализираме сите оние историски договори, ќе видите дека никогаш ние не сме биле како народ во врвните приоритети на руската дипломатија. Не зборам само за сега, и да се вратите и 20-тиот, 19-тиот век. Но Северна Македонија е на списокот непријателски земји на Русија. Добро, сега ние сме дел од НАТО алијансата. Ние имаме заедничка одбранбена и надворешна политика со Европската унија. Комплетно сме усогласени, остануваме на таа политика, нема промена ниту милиметар и логично е да бидеме на списокот на такви земји. Не е нелогично, ме разбирате. Но тоа не значи дека тие имаат некакво влијание. Јас повеќе би рекол, влијание имаат политичарите од регионот кои што наместо да гледаат во иднината, не враќаат во средниот век, кога на маса ставаат ултиматуми и диктати. А зборуваме за европски вредности, зборуваме за иднина. Тие поголемо, би рекол, влијание имаат овдека да се создадат чувството дека сме предадени од страна на европските вредности и така натаму. На кои политичари мислите? Па еве, ги споменавте, дел од бугарските политичари се, да речеме, во последно време, тие кои што многу помагаат, затоа што вие не можете да разговарате за иднината ако некој континуирано ве турка назад кон средниот век. А јас би сакал да разговарам за иднината. Спомнав неизвестност е сепак ова што се очекува од Европската унија како ќе се развива. Дали тоа остава простор за алтернативи? Отворање кон други земји, кон други идеи, кон други инвестиции, кон Кина може? Кина е најмалку присутна кај нас во регионот. Јас би рекол дека Кина е повеќе присутна во некои земји членки на Европската унија отколку кај нас. И навистина сум сериозно изненаден со толеранцијата и попустливоста кон тие земји членки на Европската унија, бидејќи да речеме кинески компании се собственици на озбилни објекти како што се пристаништа и слично во земји членки на Европската унија. Градат инфраструктура во земји членки на Европската унија. Кај нас ниту економски, ниту политички имаат било каква активност. Така што дека имаат некое посебно влијание, дека било што ќе направат овде надвор од стратешките интереси и надвор од стратешките партнери, не верувам. Дали постои некоја друга опција? Во овој момент не. Во овој момент не. Европската унија е наша стратешка цел и ние сакаме да ја реализираме таа стратешка цел што е можно порано. Но реализацијата да се темели на достоинствено решение и на основа на принципите и вредностите на таа иста Европска унија. Малку време има до претседателските избори во Соединетите Американски држави. Што ќе значат тие за Северна Македонија? Прави ли разлика кој ќе биде новиот американски претседател? Па тоа е одлука на американските граѓани сега. Јас не би имал... Се разбира, но... Да, не очекувам. Мислам дека стратешки било која опција да биде избрана како претседател на Соединетите Американски држави, ќе го има Балканот ни својата оптика. Така што не гледам тука некои подраматични измени дека ќе се случат кон Балканот, бидејќи и едниот и другиот претседателски кандидат ни своја оптика го гледале овој дел од светот, овој дел од Европа, регионот, така што и природно е, бидејќи ние сме најголемиот дел земји членки на НАТО алијансата, во која што најголеми се Соединетите Американски држави, природно е да имаат свој интерес и своја оптика овдека во регионот, така што не очекувам некои поголеми поместувања. Но имавте средби со специјалниот пратеник на Трамп, Ричард Гренел. Поранешниот. Нели поранешниот, да. Нели тоа значи дека на некој начин го фаворизирате Трамп? Па и не само со Ричард Гренел, јас имав средби со Крис Павловски, кој што е да речеме многу близок и во бизнисот и приватно со синот на претседателот Трамп. Имав исто така средби и со Хауард Лутник, кој што е
председател, условно кажано, на транзицијскиот тим на председателот Трамп, еден од петмината, човекот кој е еден од најблиските соработници. Овде господинот Нунез беше исто така во Македонија на председателот Трамп. Роберт Стефановски, да речеме, исто така еден близок човек до семејството на председателот Трамп. Но исто така сум имал и многу средби со луѓе кои што се дел од структурата на демократите и во околината на подпредседателката Камала Харис. Така што тоа не треба да значи дека фаворизираме еден или друг. Тоа треба да се гордееме што имаме можност како малубројна држава во срцето на Балканот и политичари кои што доаѓаат од овој дел на Европа да бидат блиски со најголемата во моментот и најсилната држава во светот, а тоа се Соединетите американски држави. Тоа само може да ни донесе некаков корист како народ, како држава. Така што апсолутно тоа не значи фаворизирање нените или на другите. Северна Македонија има најниска просечна плата на Балканот. На Балканот има најниска стапка на раст, соопшти Светската банка. Ние уште расправаме за минимална плата. И опозицијата поднесе предлог. Како ќе ги задржите младите во земјата со најниски плати на Балкан? Точно е тоа делумно, не целосно. И јас би дал еден поширок контекст. Сега, ние сме влада 4 месеци. Тоа што го наследивме е катаклизмично. Дано што ќе направи? И се обидовме таа катаклизма да ја санираме во рамките на тоа што можевме овие 4 месеци. И првите индикатори се добри. Во која насока добри? Еве да речеме, излезе бројката за просечната плата во август. Таа е порасната, речиси 13% нето споредено со минатата година август, но што е различно? Стапката на инфлација е некаде околу 2-2,5%, а месечната август во однос на јули беше 0,5%. Што значи дека имаме раст на платата при ниска инфлација. Многу ниска инфлација. Ако се спореди со пред една година, година и половина, тогаш да, можеби имаше раст на платата сличен, помал или поголем во рамките на половина процент, но тогаш имавме инфлација која што беше, ако се сеќавате, 15, 20, 25%. Ете, ние со нашата политика успеавме да им ја вратиме вредноста на тие денари кои што ги земаат како месечен надомест вработените. Комплетно го менуваме системот. Тоа значи дека нема да се потпреме на потрошувачката, туку ќе се потпреме на инвестициите. И токму од тие причини, оние 250 милиони евра кои што се дел од унгарскиот заем, ќе бидат наменети за бизнис заедницата, која што со сопствени средства како додаток ќе учествува во тој инвестицијски циклус, односно ќе ги вложат овие средства во набавка на основни средства за работа, а основните средства за работа подразбираат сосема поинаква бизнис средина, односно вложување во инвестиции, а не во јавна потрошувачка. Второ, голем дел од странските инвестиции и енергетска, би рекол, стабилизација и суверенитет. Трето, интензивно реализирање на капитални инвестиции во општините, со ние други 250 милиони евра кои што се дел од овој, би рекол, унгарски заем. Така што мислам дека во периодот кој што следи драматично ќе биде поинаква состојбата споредено од тоа што беше изминативе 7 години. Успеавме тоа што беше наша цел, можеби во првите 6 месеци и порано, слободниот пат да го сопреме и полека да дојдеме до кота нула, јас би рекол. Не да бидеме во позитива, бидејќи сега сме ние под котата нула. Имавме слободен пат. Да дојдеме до кота нула и полека од кота нула да се креваме нагоре и тоа веќе ќе се чувствува по моите проценки таму некаде вториот квартал следната година, иако и сега можам да кажам дека повеќе немате политички рекетари кои што шетаат по фирми, братучеди, браќа или блиски до некои семејства
од поранешната власт, кои што уценуваат политичари. Немате луѓе кои што ви велат 10, 20, 30% ако сакаш ова да ти платам, тоа да ти платам. Еден министер во вашата влада, Николовски, вели нема да се гради пругата кон Бугарија, другиот Муртазани вели ќе се гради, мора, тоа е НАТО интерес. Ќе се гради ли пругата кон Бугарија? Нити едниот, нити другиот така кажал. Треба да сме прецизни кога испраќаме пораки. И едниот и другиот, и јас лично, кажуваме дека пругата коридорот 8, но и брзата пруга коридорот 10 се наш стратешки интерес. Нема поголем приоритет од нас, од тој да го испорачаме нашиот стратешки интерес. Нема поголем приоритет. А тоа значи дека ние како држава природно сме крстосница на овие два коридора 8 и 10. Многу е важно граѓаните да знаат што значи тоа. Коридорот 8 има за цел да го поврзе Црното море од пристаништето Бургас па до Јонското море, пристаништето Драч. Отприлика, ово е тој коридор 8, а коридорот 10 е север-југ, односно Виена, Будимпешта да ги поврзе со пристаништето во Атина. Овие два коридори природно се сечат кај нас и би биле наивни и незрели да немам интерес ова да функционира. Но ние сакаме да функционира. За разлика од коридорот 10, кој што имаме јасна рута, јасен план, јасно обврзување од сите држави, за коридорот 8 ние такво нешто не видовме од страна на Бугарија. И имаме нејасна слика до каде е пругата во Албанија. Бидејќи ако ние потрошиме средства за да се завршиме домашната задача и ако од тоа немаме никаков бенефит, односно недостасуваат деловите во Бугарија и во Албанија, тогаш ние залудно сме ги потрошиле тие средства на граѓаните, половина милиарда евра, кои што ги немаме, треба да ги позајмиме, а при тоа да немаме никаков бенефит. Ние велиме, дајте луѓе, постои диалог на високо ниво во Брисел, кој што имаше прва сесија, заврши, сега кон крајот на месецот треба да биде во Софија и очекувам во Скопје конечно да се финализира сето тоа, во кој што Бугарија јасно ќе испрати порака дека да, ние нашата домашна задача ќе се завршиме. Тогаш можеме ние да почнеме со реализирање на нашата. Во услови кога од таа страна немавме така јасна порака, ниту пак од Албанија јасен план што понатаму, ние ќе требаше да потрошиме пари за нешто што немаше да има функција. Имам и други прашања. Опозицијата ве обвинува дека поставите партиски кадар во АНБ. Кој е вашиот одговор? Па не знам зашто ме обвинува наистина опозицијата, дали сме поставиле партиски или не партиски кадар. Чудна им е пораката, за мене несфатлива. Ако мислите за новиот директор Бојан Христовски, да, тој беше дел од структурата на ВМРО-ДПМН во минатото, но бидејќи дел од Министерството за внатрешни работи, тој е целосно деполитизиран, департизиран, таков е законот. Луѓето кои што се дел од Министерството за внатрешни работи не може да бидат партиски активни луѓе. И тие си се дел од Министерството за внатрешни работи. Тој како кадар во Агенцијата за национална безбедност доаѓа од кабинетот на министерот за внатрешни работи. Дали се познавал? Да. Дали јас треба да соработувам со луѓе што ги познавам? Да. Бидејќи еве се обидовме со луѓе кои што не ги познаваме, кои што ги наследивме подолго време, немаше резултати. Јас бев избран за председател на владата, јас 2-2,5 месеци не добивав никакви извештаи од страна на тогашниот директор на Агенцијата за национална безбедност. Јас бев премиер на влада со одговорност, а при тоа немав никаква информација зошто утре треба да сносам одговорност, бидејќи никој ништо не ми даваше, не ме брифираше. И сега логично јас да работам со луѓе кои што ги познавам и во кои што имам доверба. Наистина не гледам тука што е нелогично. Сега ако се тие исплашени затоа што индициите и од таму и од Агенцијата за разузнавање се многу озбилни, затоа не би зборувал јавно, би оставил органите да си ја завршат работата, дека овие две агенции во минатото биле тврдини од кои што јасно се таргетирале поединци од опозицијата и опозицијата, наместо да се занимаваат за безбедноста на државата, тоа е веќе друго прашање. И треба да се исплашени,
затоа што првичните информации кои што ги добивам се страутни за жестоки злоупотреби во насока на работење спротивно на државните интереси, кодошење на опозицијата со фалсификувани и фабрикувани податоци и извештаи, следење на опозициони представници високи, и тоа е нешто кое што ќе биде огромен скандал и затоа не би сакал во овој момент да зборувам детали. И конечно за судскиот совет, ќе се распушта или не, дали конечно имате предлог како ќе се реформира ова клучно тело во судството? Да, јас чекав предлози, бидејќи не добив предлози, сега почнав да се пишувам сам домашната задача, бидејќи нормално е вие да чекате предлози доколку тие не стигнат, мора нешто да правите, бидејќи вака како што е катаклизмично. Веќе почнувам со голем дел меѓународни европски експерти да комуницирам, да се консултирам со некои од нив. Веќе во сабота имам договорена средба овдека, ќе допатуваат кај нас и ќе разговараме на оваа тема, бидејќи македонските граѓани очигледно дека се незадоволни како функционираат и обвинителите, но и судиите. Така што после таа средба ќе се знае отприлика тимот кој што би работел и со мене, и со министерот за правда, но и со другите поврзани субјекти, така што ќе видиме. Ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам и на вас за можноста. Тоа беше интервјуто со председателот на владата Христијан Мицкоски. Благодарам на вниманието и до гледање.